Добар ден! Започнува Фолк естрада. Повторно ве поканувам и ова саботно попладне да го поминете заедно со нас. По оваа емисија веќе сте навикнати да слушате квалитетна македонска музика и квалитетен разговор. Па ветувам дека и оваа емисија ќе биде така. Повторно заедно со нас група Оскар од Битола. Добре ни дојдовте и оваа емисија. Време е за гостинот. Неговиот глас го освои уште од почетокот на неговата кариера, која трае веќе 30 години. Тој обично сака да говори преку песната, меѓутоа овој пат ќе направи исклучок. Дами и господа, како што кажав, 30 години кариера, во 30-та емисија од Фолк естрада. Повторно, господинот Наум Петровски. Повелате. Добре ни дојдовте. Ние ќе имаме доволно време за да направиме муабет, меѓутоа сакам да чујам две убави песни од вас. Дали ќе може? Повелате. Кај си, моја птицо бела, кај си што те нема, кај ми одлета. Лежам, птицо, сам и тажен, овој живот лажен, го проколнувам. Немам срце ниту сила, в душа имам, немам ништо без неа. Цели ноќи пијам, цели деној спијам, само да не ја мислам и да ја заборавам. Оди летни птицо бела, преку сите неба ти пронајди ја. Да ја прашаш птицо бела, дали колку мене да тагува. Немам срце ниту сила, в душа имам, немам ништо без неа. Цели
Kako ostrov posle brodolom, kako utro posle težog son, ti kako ladana voda dojde i niz suva duša projde, Bog te prati da me izlečiš. Ti kako ladana voda dojde i niz suva duša projde, Bog te prati da me izlečiš. Pušti me da se sozemam, pušti me zdiv da pozemam, ljubov ta cela do kraj, jasne ja i ja podariv i za tebe ni gram ne ostaviv. Pušti me da se sozemam, pušti me zdiv da pozemam, ljubov ta ja potrošiv i už te malku pozajmiv, no na tebe ne pomisliv. Kako sonce posle oluja, kako topla meka postela, ti kako dobra moja vila, što mi dade život sila, Bog te prati da me izlečiš. Ti kako dobra moja vila, što mi dade život sila, Bog te prati da me izlečiš. Pušti me da se sozemam, pušti me zdiv da pozemam, ljubov ta cela do kraj, jasne ja i ja podariv i za tebe ni gram ne ostaviv. Pušti me da se sozemam, pušti me zdiv da pozemam, ljubov ta ja potrošiv i už te malku pozajmiv, no na tebe ne pomisliv. Ljubov ta ja potrošiv i už te malku pozajmiv, no na tebe ne pomisliv. Добар ден, господина Наум, по втор пат во Фолк Естрада. Добар ден и поздрав до вас, до сите момци што се позади камери и по широката јавност што не гледа во моментов. Благодарам. Јас често умеам да кажам, а сигурно ова нема да го слушнете само од мене. Кој е Наум Петревски, јас ќе кажам живата легенда. Многу ми е драго што сте повторно дел од Фолк Естрада. Зошто ве немаше во медиумите? Па, зошто? Сериозно прашање, вистина, зошто? Затоа што медиуми, веројатно, последниве, би рекол, 10 години не се заинтересирани за македонска музика. Барем
поголемиот дел. И тоа беше сериозно прашање и поставено и од сите до сега. Значи, што се во моја бранша, дали се во поп музика, рок музика. Значи, не оди ништо моментално, како што треба. Одиме со еден многу мал процент на сите телевизии. Така да треба да се направи веројатно некој друг пилот програм, значи да не биде 30%, него како сите балкански држави што се и во светот воопшто пуштаат своја музика. Ние имаме наша музика, меѓутоа немаме кој да емитира нашата музика и да ја освежува од време на време. Инаку работиме на тоа и тоа се доказ нон-стоп песни што вадим, има 2 фестивали за народна музика. Можда понатака ќе има уште некој нов фестивал. Па ќе видим. Еве, поправете ме ако грешам, последното интервју беше кај мене во емисија. Точно така. Дали сум го права? Така е. Дали, еве, кажавте дека многу мал дел од телевизиите се грижат за македонската народна музика. Меѓутоа, сигурно сум дека сте имале повик од други телевизии, не мора да биде тоа емисија за македонска народна музика, бидејќи вие припаѓате жива легенда, убаво кажав, и сигурно сте имале понуди да гостувате. Дали избирате во која емисија ќе гостувате? Па секако. Не настапувам секаде јавно. Се гледам да има што повеќе присутност, меѓутоа и времето не ми дозволува, имам и некои други работи и оваа година ми е така како веќе спремаме нешто за декември. 30 години? 30 годишница од естрада и уствари од моите почетоци со професионалната музика и 50 годишнина од моето раѓање. Така да. Вашето раѓање. Се склопува така во едно исто време. Да, ќе правиме нешто интересно. Кога веќе споменавте 50 години од моето раѓање, јас сакам малку да ве навратам во најубавите моменти од животот, а тоа е детството. Родени сте во Охрид. Во Охрид, да. Подосна живеете во Лабуниште. Да, во моето родено село, да, Лабуниште. И подосна се преселувате во Струга, каде и ден денес постои таа куќа и често знаете да заминате таму. Апсолутно, цело лето сум Струга, инаку и во Лабуниште си ја чуваме куќата, старата наша куќа. Па изградив ни Скопје сега на 3 страни. Какво е чувството кога сега ќе се вратите во Струга и да кажавте секое лето? Дали ви се навраќаат спомени од детството? Каков беше господин Наум кога бил дете? Дали бил палавко, дали бил смирено детенце? Па не бев многу палав. За разлика од вашата сопруга која што кажа бев премногу палава. Имав многу строги родители, значи просветни работници, така да не смев да си дозволам да имам некои поголеми несташлости, иначе детството ми помина гро во Лабуниште, значи до 8 деление учев во Лабуниште. Така да имав едно убаво детство, баш она пропратено со многу интересни моменти. Одевне шетавне по планини, имавне кучиња, значи татко ми беше ловец и риболовец, па од него сум научил многу работи. Така да цела планина ја знаев. Дали тој ви ја вроди љубовта кон рибата и ловењето на... Да, и кон риболовот и кон ловот. Ама риболовот некако повеќе така го. Имав и време, било каде да одам и во странство, одам на риболов, бидејќи е полесно некако. Со ловот е веќе друга приказна, треба оружја и тие посебни дозволи така. Меѓутоа риболовот е многу убав спорт. Каде сте ловеле риба? Каде сте одале светот за да само... Цел се. Само одевте за таа цел? Австралија сум бил најчесто, Америка, исто од Северна Америка до Флорида, значи сум ловел од Калифорнија до Њујорк. Браво. И која е најголемата риба која што имате уловено? Најголема? Па имам уловено големи риби. Меѓутоа, големината за мене никој пат не представувала проблем, битно е количината. Која е количината? Па сум ловел многу. Последниот пат во Австралија со моите другари уловивме многу лососи, не знам колку килограми имаше тоа, но преку 5-60 парчиња сигурно. Крупни лососи.
Браво. морски. Сум ловел крапови многу, пастармки, па пред некој ден бев тука на Козјак, исто. Тука ми е Браво. најблиску, 40 Дали- километри, па... Дали Да, па уживате во ништо- тоа хоби или пак уживате и да сготвите риба, дали уживате Да, и тоа во таа храна? Јагула спремам одлично, крап исто, клен, пастармка на неколку начини, белвици исто. Спремам доста риба и дома се јаде воопшто риба како еден најубав производ, ама не од секаде фатена нормално. Гледам да е од многу чисто место. Например, Врдарската ја избегнувам. И места каде што има фабрики и такви работи, не одам таму, одам на чисти изворски места. Пред неколку емисии ни беше нели вашата сопруга Зоица Лазова и таа спомена дека сте на вистина врвен кувар и дека ве остава во кујна да готвите и целото семејство ужива во вашата храна. Па тоа ми е веројатно од моите корени. Уште од прадедо ми кој отворил кафана во Белград, значи некаде 1913-14. Па дедо ми се родил во Белград, татко ми во Крагујевац, каде сме имале уште еден ресторан таму. И после сме се вратиле, значи, во матичната наша земја Македонија и останавме. Дедо ми беше исто кувар, одличен, и држеше и кафани и струга и во Значи, последно тој талент време. од машката страна го имате. Да, дедо ми беше одличен кувар. Ја сакав како дете да го надгледувам така што прави, како прави, да купувам од него. Кој е вашето омилено јадење? Па немам баш омилено јадење. Се што е убаво зготвено, не јадам никој по многу количински, иако стомаче е нешто друго, кажуват, меѓутоа не е се до јадењето. Убаво е кој ќе се зготви нешто, поготово сам сакам да спремам риба, рецимо кој ќе фатам свежа да биде. И ја спремам одма, јагули правам одлично. Јас никогаш не сум пробала јагола. Тоа е многу тешко за правење, значи јас отприлика од 4 до 6 сати ја спремам, во зависност од колкава е. Многу е тоа. Тоа е многу за мене. Меѓутоа ете за Од мајка ми сум врвен учел кувар. исто, е одличен кувар. Јас знам дека од својата мајка имате наследено нешто друго, а тоа е талентот за музиката. И од татко ми исто. И татко ви бил Да, музикален. татко ми пееше одлично. А Значи, и мајка. двајцата го имате. Ги имате најдобрите особини, веројатно, превземено вие. Одлично. Татко ми многу сакаше да свири на хармоника, меѓутоа никако да му текне дека е леворак. Требаше само да преварти хармониката за да научи, така му беше останата желбата. Ама јас почнав на 4 години, па му го правчев од така да свире хармоника ради него, да. И така се вроди и фактички љубовта према музиката, бев упорен и самоук, немаше кој да ме научи. Меѓутоа научив сам. А тоа премногу сте научиле. Не верувам дека било кој професор би можел повеќе да ве Во научи. тоа време од кога татко ми ја купи хармониката од Битола, ја памтам како беше оваа боја како мојава сако. Велтмајстер со 3 регистри, јас имав 4 или 5 години. И тогаш сите изнакупува хармоники, меѓутоа само јас научив да свирам. Тоа е до слухот и до се разбира талентот. После веќе во 8 оделение кога стигнав, почнав да свирам и во струшки групи, така да почнав да влегувам во шема на така посовремен звук. Учев и ора и така со другари што свиреа веќе постари што беа од мене. Така учев од нив. Немаше тогаш кој да те научи на хармоника баш да свириш. Веројатно и тоа вас многу ви помогнало за да можете да бидете тоа што сте денес. Апсолутно. И еве секој пејач што го знаеме како звезда уме понешто да свири. Тоа веројатно оди едно со едно. И повеќе знае за музика. Сега кога гледате низ кога ќе се навратите низ годините, кога ќе се видите сами од себе си за во однос на карактерот, дали на талентот, дали игрите што сте сакале да ги играте, по тоа како што сте се однесувале дома. Која од вашите деца најмногу наликува на господин Наум? Па сите се талентирани,
Испрам конкретно за музиката. За темпераментот. За темпераментот? Па, не сум размислувал околу ова прашање. Меѓутоа има, сите деца имаат земено по нешто од мене, така да... Господја Зуица кажа, Анастасија е таа која што го има и карактерот и беше на најповеќе неа. приврзана за мене. А и Сања има мој работи така. Јас бев помирен како неја, значи не бев нешто многу, да речеме, темпераментен да правам глупости така она. Анастасија беше премногу темпераментна, ги тепаше сите во улицата, дали е машко, женско, немаше везе. Дали често викале на родителски поради тоа? Да, бе, нормално. Кршеше стакла по ближните. Ова не го знам за Анастасија. Да. Анастасија беше многу нестрашна и секој пат имаше за што да се расправаме. Мада јас во тие времења не бев ни толку присутен. Меѓутоа татко ми беше тука и исто многу строг беше татко ми. И знаеше да ги искара добро. Сигурно едва чекале да дојде тато по турнеи во тие турнеја за да ги спаси. Да, јас им носев световеш, не може да си дозволам да ги... И тоа кратко време што ќе бев дома да го потрошам на нервирање, би рекол. Секој пат беа полни торбиците и куферите за нив. Прво за нив се купуваше, после за други. Ако остане за другите? Остануваше нормално, тоа беа други времења. Дали мислите дека Анастасија ќе биде ваш наследник, вие како што сте? Па судејќи по овие прилики што се, многу сум радосен што има една стална работа. Значи што работи во Македонската опера и балет. Не зависи, значи, од ова работа. Ова работа е многу тешко да се работи, затоа што зависиш од милион фактори. Например, никој пат не сум сакал дете моје да зависи од кафана или од песна. Јас се работам стварно ова работа, меѓутоа сум фатил и друго време, кога имаше звезди во оваа држава и кога имаше почитување и убав однос према музиката и према пејачите, што заслужуваа нормално. Сега е толку измешана работа да не знам до каде ќе оди ова работа, меѓутоа не ми се допаѓа. Не само тоа што сме повозрасни и така. Повозрасни се од мене и многу други звезди, меѓутоа не се гледа иднината на пејачот во оваа држава. Све се изменати вредностите. Многу тешко е да се пробие тој менталитет наш македонски, знаеш, ова само јас или јас го викам тоа менталитет на мали народи. Собрани све, ние сме македонци и готово, крај, све знаеме. Тоа е македонскиот народ. Многу е тежок за работа. Значи со македонец не можеш многу лесно да работиш. Значи не е како Србија, како Бугарија, сум имал милион настапи таму, меѓутоа има многу сосема друг пристап. Еве 21 сега во април имам огромен концерт, значи балкански концерт, на кој ќе пеам јас 3 песни, Грк ќе пее 3 песни, турчинка има пејачка и србинка. Значи одбрани пејачи што кај нас никој не се јавил ни да праша, нити слушнал, нити видел, а има, значи оди реклама и на многу електронски медиуми. Меѓутоа, кој видел? Ќе поразговараме за концертот во Србија, рековме, така? Па да, сега е во Софија. Во Софија ќе биде, во Софија ќе поразговараме, меѓутоа јас претходно сакам да чујам песни од вас. Дали ќе може?
Hladna zima naveva sneg, ne se poznava breg so breg. Mi se čini pomina vek, a ja spuštene si najdoflek. Hladna zima, mrazoj i stud, kad cuti kaj nekoj drug. Crno vino, a gorčlivo, noć vas srce mi opilo. Magla me zavila, misli mi pokrila. Koj pad da zafatam, pa tamo navraćam bez ne, a ne možam. Magla me zavila, oči mi pokrila. Srce izgoreno, sve je prosteno i zaboraveno. Trepa gora zazeleni, nije ušte razdeleni. Trepat reki doteko, a mesto moja ti negova. Magla me zavila, misli mi pokrila. Koj pad da zafatam, pa tamo navraćam bez ne, a ne možam. Magla me zavila, oči mi pokrila. Srce izgoreno, sve je prosteno i zaboraveno. Navraćam bez ne, a ne možam. Magla me zavila, oči mi pokrila. Srce izgoreno, sve je prosteno i zaboraveno. Srce izgoreno, sve je prosteno i zaboraveno. Zvezden sjaj, vo tvojte sini oči, poluduvam, štomke me pogledneš. Zapira, srce mi se koči, štomke se nasmevneš, štomke se nasmevneš. Medeni se tvojte creša usni, bakneži se sokrile voniv. Daj mi gi, jas da gi baknuvam,
da ne prestanam, da ne prestanam. Namigni со тоа око сино, хврли в срце стрела отровна. Трепери и плачи мандолино, од грло пушти песна љубовна. Намигни со тоа око сино, хврли в срце стрела отровна. Трепери и плачи мандолино, од грло пушти песна љубовна. Твојата вита става, изгорев за да ја прегрнам. Без тебе по душа мраз и студ, јас по тебе сум луд, по тебе сум луд. Намигни со тоа око сино, хврли в срце стрела отровна. Трепери и плачи мандолино, од грло пушти песна љубовна. Намигни со тоа око сино, хврли в срце стрела отровна. Трепери и плачи мандолино, од грло пушти песна љубовна. Од грло пушти песна љубовна. Благодарам на песните, меѓутоа секој бевте на сцена, бевте со друго палто. Дали е тоа затоа што госпоѓа Зуица се пресоблачи и сакавте да докажете дека и вие можете? Па не, уште кога се договарав, не знаев дека ќе има повеќе песни. И да разбиеме монотонија, не е тоа до... Иначе за стайлингот, секој пат сум се грижил самиот, повеќе. И за облеката. И секога, може да си ме гледал на многу фестивали, обично сакам да сум во црно облечен. Тоа ми беше некако ми е... Зошто е тоа така? Па, веројатно дека ми прорекле дека ќе бидам поп како мал. Свештено лице. Меѓутоа, најубаво некако се чувствувам дека можам црната боја да ја комбинирам со се. Да. А Зуица се ми правеше, значи, бова саков таа ми го од брата, да кажеме. Да пофалиме. Да пофалиме неколку сакоа, што така. По некој па знае да ми погоди стайлинг убав така. Бидејќи се повеќе како сме повозрастни, да не кажам старееме, ме мрзи да излегувам, да купувам, тоа е страшна работа. И викам, ајде Зуки, ти си помлада. Оди купи ми нешто. Ја, ова како ќе ти погоди, ајде сега, ти викам ако не даш да ми погодиш, кој па величина и тоа. Точно, сигурно сум дека кога ќе појде на шопинг за вас, и таа ќе рува нешто така да ја одговара. Нормално тоа е. А ќе може ли сега, бидејќи споминавме за Софија, зашто е тој фестивал? Споминавте Грк. Тоа си е балкански фестивал. Лани го правеа, значи, со инструменталисти, најдобрите хармоникаши на Балканов, а оваа година со пејачи. И тоа е голем оркестар, значи, што и диригент,
Значи, на високо ниво се прави, така да Одлично, Ќе е јас многу се надам интересно. дека барам во Фолк Експлозив ќе имаме интервју за кој ќе имаме, значи токму за тие тоа. готови снимки ќе ги добиеме сигурно, ќе има и на YouTube, ќе има секаде. Така да ќе Ќе биде гледаме. интересно. Ќе гледаме. Јас се радувам и што ета во одбрале вас како македонец кој што заслужува да не представи. Да не има сватат погрешно. Поканата стигна отворена, така да знаат луѓето таму добро кој е таму Петрески, така да и често сум во Бугарија, така да ме знаат доста. Бидејќи споминавме претходно делот за најраното детство, ќе продолжиме со основно училиште. Завршувате во Струго, не Во Лабуниште, да. Во Лабуниште и потоа одите во Основно средно. училиште Маршал Тито, да. Во средно каде? Средно Во? центар ЦСАО Нико Нестор Струга, гимназијалец. И каков тинеџер бевте? Па, тинеџерството го поминав несташно. Тоа знаеш, е хормоните кои ќе се узбуркаат за време на тој Никоја период. интересна случка, дали се сеќавате од... Има милиарда не. Ајде никоја сакам да чујам. Па бидејќи одев и во Извидничко, значи се викаше Крстејон во Струга, Извидничкото наше друштво. Имавме многу прилики да шетаме со шаторите по нашиве планини горе. Имаме една случка, еден другар мој кога го најдовме со шорпланинец гушнат заспан во шаторот, ние дури шетавме надвор. Така да тоа ми останало како дете, така многу интересен момент. А шарпланинецот беше негов или... Не, шорпланинецот си беше на околните бачила. Тука си доаѓаш и си се хранеше кај нас, ние бевме една недела одгоре. Вие се спријателивте со Да, си се куќата? спријателевме со куќето и сега него не можевме да разбудиме са бајлето, одевме во јули, например, на санкање. Имаше многу снег. Колку интересно било тоа. Да, беше многу интересно детство, затоа кажувам тоа го правевме што овдешниве сегашните деца за жал не може да го видат. Зато син ми се трудам исто да го носам на риболов, мада уште е мали, 8 годинки има. Ама веќе почна и тоа да имаме трски, тоа. Мислите дека ќе го оттргнете од сегашното детство како што Многу е имаат битно сите да не ми деца? седи пред телевизор тоа или сакам да- пред тоа игрите Компјутер, нон-стоп, пред компјутерите. лаптоп. Се искривија, значи во кичмите сите деца гледам многу често ова како се викаше таа болест, не знам, меѓутоа сколиоза мислам дека се вика, искривување на рбетниот столб ради баш тоа седење пред компјутери нон-стоп и играње тие игри. И се трудам секое време да го натерам да излезем надвор, да го земам со мене некаде надвор и така да. Вие ќе го да земете не- со вас, меѓутоа тоа дете си бара друштво. Колку Да, тоа да. има другарчиња што ќе знаат да си излезат Струга имам надвор? многу. А, вие во Стругата го... Летно време сме Струга, а овде само Затоа што јас сега знам. едно дете има помалечко од него со кој што се игра на мој комшија. Треба малку поголемо друштво. А Струга шпартат со точаците нон-стоп. Да, тоа е веќе друго, бидејќи јас знам... Подруга, ние има кога повеќе сме деца. Биле деца, имало многу Да, повеќе кај деца, што има сега повеќе ќе деца е поминам на поинтересно. улица, нема никој. Нема дечиња. Сега веќе не знаат да играат стварно. Ајде сега малку како започнавте со музиката, односно првиот настап, дали тоа беше во Хрватска? Да, имав 6 или 7 години. Како отидовте во Хрватска да настапувате и за прв пат да се Имаше појавите покана таму? мајка ми да организираше едно културно-уметничко друштво, сама го состави со наши обичаи, значи прикажување на и ние имаме многу богата носија, значи тој Дримколски крај. Под него се Октиси, Вевчани, Лабуништа, Радожда, Боровец, Ташмаруништа, значи тој не е мал воопшто дел. Имаме иста носија и многу слични адети, би рекол, значи тие старовремски. И ја представувавме Дримколската носија и Дримколските обичаи на смотра фолклор, на фолклорот во Загреб. И мајка ми дојде до идеја, направи песна за брат на мојот покоен дедо, Наум Петрески се викаше дедо ми, па јас по него си го добив името. Тој се викаше Јован. Значи, тој е заклан од балистите во село Србице, Кичевско, на 18 години. Бил
партизанче и на многу лош начин е, значи, отепан и за него е направена песна. Мајка ми ја компонираше комплетно, јас и сестра ми ја пеевме. Ви сте да се сеќавате ли како одеше таа песна? Замина Јово партизан се вика. Дали ви се сеќавате на никој дел барем да ми испеете? Па се сеќавам, меѓутоа беше многу одамна, да. Не сте сега расположен за таа песна или не сте? Таа вече, знаеш, како дете не мало и текстот е така морбиден, не ви е. А не сакате да се сеќавате на таа песна? Многу е така тешка песна. Особено за некој што... И првиот настап ми беше пред 5000 луѓе публика во Ватрослав Лисински. Како наум се снајде со таа публика? Па си опевна песната нормално. Од тогаш се знаело дека ќе бидете звезда? Па не се знаело, ништо да малечок бев. После веќе почнав кога со армониката долго време молчев и пеев само во туш. Така, се криев од другите, бев срамежлив многу. За свирење немав проблем, меѓутоа кога ќе требаше да пеам, ужас. И почнав некаде после средна школа, така, покрај езеро, знаеш, тоа, тие излети што ги правевме тогаш, девојчиња, така. Со гитарче почнав да свира, па армониче и така. Подосна доаѓа фестивал. После веќе доаѓа војска прво, ние имавме одење Каде војска. служевте војска? Во Лесковац. Во Лесковац. Во Лесковац служев војска. Тие требаше 15 месеци, меѓутоа имавме скратување, така да е околу 13 месеци. И таму бев во воен оркестар, значи бев шеф на оркестарен на 8 месеци. И таму составив многу убава група, мешовита, од цела бивша Југославија. И свиревме многу хитови на тоа време, забавни и народни секакви. Одма составивме многу широк репертоар и бевме многу слушани. Дури Тома Здравковиќ често знаеше да помине да не слуша таму. Наистина, вие сте се служили летната таму бавча беше преполна таму, секој, значи свиревме пред аудиториум од 400 до 500 луѓе секоја вечер. Браво. Така да имавме многу публика. И војничиња, млади тогаш, ентузијазам голем. И само што се вратив, значи 86-та година се вратив од Јана. И одма дојавме на идеја се мој другар, многу добар хармоникаш, да поздравам ви вака на емисија директно. Тоше Мареновски, многу добар хармоникаш и добар музичар. Дојдовме на идеја да создадиме заеднички оркестар, да си направиме и да си работаме фино, професионално. И така имавме доста средби, собравме уште неколку членови, млади сите, и направивме оркестар. И почнавме многу добро. Значи, направивме страшна програма, имавме прво би рекол од забавната музика, и почнал од Здравко Чолич до Бело дугме, се живо имавме на репертоар. А за македонската музика тогаш беше Валандова многу актуелно. Значи, како ќе изгледаше Валандо, така си мнувавме песни, ги учевме и одма заради тоа имаше и успех и македонската музика. Зашто веќе не се актуелни песните од Валандова, ќе изгледа фестивал, зашто не се толку актуелни? Па многу малверзации се направија и со фестивалот, веќе постана неинтересна. Многу почна да се упикуваат, уместо додат од душа како што одевме ние, да правиме друштва таму лево десно, никој не правеше маневри со тие награди. Почна многу да се мешаат тука тие фактори, ги знаеме кои се, што се веќе ги знаат и мали дечиња. И постана неинтересно, значи не се вложува во музика, нема напредок, и нема таа душа, тие песни. И затоа фестивалите покушаа, мислам, секоја чест на владата им ни даде, би рекол, на сите, од субвенции до огромни награди на фестивали, ама тие огромни награди само ги натера
Да бидеме дел од моите поалчни. колеги да се екипираат и да прават многу лоши Меѓутоа, работи. Токму Валандо во вас вие Да, бе, почеток на затоа викам Валандо беше нешто друго. До Валандо не смееше да се доближат некои такви личности сега. Да правиме отворено мове. Тогаш беше до телевизија, не можеше да се завртиш. Тука имаше луѓе што правеа избор, имаше да помириш низ милион филтри, па да почнеш да снимаш представиш нешто. Че не можеше секој да влезе таму. Имаше многу голема ригорозна екипа што заради тоа имаше и таков квалитет. Сега секој со малку парички може да влезе да сними. и кој ќе ги видиме на фестивал умираме смења, сам не е само да излезеш, поготово на тие фестивали кај што се пее во живо. Треба да знаеш и да пиеш. Ја до лани реков поќе не. Толку беше со фестивалите. Ќе спремам вака моја музика, ќе освежам некои мои стари снимки што беа така во тогашно време се снимаше аналогно со жив оркестар, сега дигитално пак со жив, меѓутоа помоćен звук сега се прави нова технологија, нови студија и така. Мислам да ги освежам некои песни од тие што се подзаборавени. Тоа здраве за 2017 година, за Малку третиот 2016. дел да ни дојдете повторно. Тоа за 2016 имаме да завршиме до декември со мојот албум, неколку спотови и на крај еден концерт. голем концерт би направил секако ако бидат приликите во држава како што треба. Значи зависиме и од тоа како ќе биде економската ситуација, политичка и така. За ваш концерт мислам дека сите ќе биде во ред, бидејќи заслужуваме ние како ваши слушатели. Па, целата борба е тоа заслужуваме ние да го тоа. направиме тоа, значи како што направивме пред 5 години, на 25 годишницата, кај што беше одлично. Сега би го направил уште поголем. Планираме да го работиме во Метрополис или Борис Трајковски. Ево, мислам дека во Арена Метрополис. Поинтимна ми е некако да се изгради едно такво Каде и да биде, јас ќе бидам таму. чувство да видиш поблиску до публиката и така. Да направиме близок контакт. Не да биде оградена Јас као на сега класични. сакам да направиме близок контакт со нашите гледачи и да ве Апсолутно. поканам на стена. Повелата. Кој те лажал лична Јовано, дека сум ти лудо неверно, солзи жешки рониш по лице, клетви тешки фрлаш по мене. Кој те лажал лична Јовано, дека сум ти лудо неверно, солзи жешки рониш по лице, клетви тешки фрлаш по мене. Немој не плачи, лична Јовано, срце во што ти е вгади, не так само. Солзи избриши, лична Јовано, ти се конам, не сум душо и неверно. Кој те мамел лична Јовано, дека друга ми е срцево, очи криеш, не ми зборуваш, дома идам порти затвораш. Кој те мамел лична Јовано, дека друга ми е срцево, очи криеш, не ми зборуваш, дома идам порти затвораш. Немој не
Зошто толку долги ноки, јас те чекам да ми дојдеш, а ти криеш црни очи, зошто толку бела наѓо ме измачи. Криеш црни очи, зошто толку бела наѓо ме измачи. Оди, оди, бела наѓо, сакам само да останам, ноќта да ме ден да не ме раздели, што те чекав бела наѓо толку години. Ноќ да ме изеде, ден да не ме раздели, што те чекав бела наѓо толку години. Направам насред село бела чешма, бела како тебе анđо, ќе се сторам ладна вода. Така лице да ти добрам и за навек очи анđo da zatvoram. Така лице да ти добрам и за навек очи анđo da zatvoram. Оди, оди, бела анđo, сакам само да останам, ноќ да ме изеде, ден да не ме раздели, што те чекав бела анđo толку години. Ноќ да ме изеде, ден да не ме раздели, што те чекав бела наѓо толку години. Што те чекав бела анđo толку години. Господине Наум, имате многу дуети за овие 30 години. Тука ќе ги споменам Виолета Домовска, Есма Реджепова, Зуица Лазова, Анастасија Петраска, сега и последниот со Потроши со Јоце Панов. Имам и се една дама од соседна Бугарија, Румјана Попова, и со соседна Србија со Јована Кипшин. И имам уште една што уште не излезена песна. Кој ќе биде таа? Ali to će interesno така, комбинација направена, јас и Джоко Танески. Тоа е, да, навистина ќе биде интересно. Да, ќе е интересно. Значи поп-фолк. Така е, убава песна. Нека изненадување. Едве чекам и тоа. Само да ја спомнам. Одлично. Таа и рекламна песна е за Староградско пиво и направена и широка маса. Одлична, одлична. Колку дали е еден кој ќе ги снимате тие дуети? Дали е полесно со дамите да се соработува или пак со овие млади момчиња кои што сега ќе соработуваат и Па соработуваат? зависи од песната, тоа за мене седно ми е. Немам јас маки со пењето.
Меѓутоа со соработката дали имате маки? Нема проблем никако. До се сме немале веле. Одлично поминало. Најголем број имам дуети од пеано со Виолета Томовска, со Зуица, со Сузана Спасовска. И имам и со Анастасија, рековме. Имам и со Есма Реджепове, 2 дуети. Направивте и CD со Зуица Лазова, Да, не заборав. Да, не заборав. Значи некои песни ги вративме, некои воопшто не снимени, некои снимени, меѓутоа подзаборавени. Тоа беше идејата да вратиме македонската музика, бидејќи еве никој никој веќе не работи, знаеш. Тоа е, гледам на естрадава се дешаваат чудни работи. Што тоа Значи, кои се одат- тие чудни работи? Па чудните работи се што се менува музика, исто како Србија веќе одат на некој таков жан. Дали мислите дека тоа е бидејќи ние помладата генерација, ете, јас, Многу се Анастасија слуша е таа тука, балканска музика. ја слушаме тоа е балканската музика. Испомешана, не е таа само балканска, таа е испомешана музика. Тука имаш босанско-херцеговачки, хрватско-српски, бугарско-турски песни. Значи, во една песна можеш сите тие работи да ги сретнеш. Сега, младите, тоа им е во тренд, до кога ќе видиме, дури не ми се досади, не се вратат, некои се враќаат веќе на корените. Гледам има поголем дел, Веќе почнуваат. веќе почнуваат, постанува веќе неинтересно, меѓутоа за во дискотеките кај што излегуваат младите, тие ритмички појаките песни ги ставил, подинамични. Нормално. Млада крв бара нешто така поживо. Меѓутоа, мене ми е многу драго веќе кога излагаме во кафана или било каде да сме излизани, многу тоа се е бараат вашите песни. Веќе сте обнародени, како што е Жал за Деспина, како што е Оди звездо, веќе да не изборам, по 3-4 пати се пее во една вечер. Колку ви е драго што кога ќе чуете ете младите ја сакаат мојата песна? Па порано ми беше интересно, например, ќе отпеев песна на Валандова и утре вечерта ќе бе во некоја кафана и одеднаш ја знаат како што јас сум ги учил песните Песните од тоа време? од моите повозрастни колеги нормално. Како лихни да кај че веслаше кога иде, тоа немаше до мали дечиња ја знаја. Бисер балкански. Па имаше многу песни порано, Пепи Бавтировски имаше исто сјајни убави песни. Сме ги учеле, сме ги пееле заедно. Сега вашите песни се хитот. Оди звездо е една од... Кога се отпеа моите песни, знаеш, и после ти е интересно да ги слушаш, ама тоа трае некое време, после веќе стануваш. Порано, например, че поминав низ Скопскиве улици, излегуваат продавници, знаеш, и тоа ми беше знаеш, она си веќе славен и така, автограми на секој чекор, носиш сличиња и Дали се уште тоа го прават? Не, сега по Бугарија, да, бараат слики. Кај нас тоа се изгуби веќе, одавно. Зошто е тоа така? Многу често, значи веќе во последниве неколку емисии, Автограм, токму за картичките тоа се изгубија скроз. за тоа збора. Јас мислам дека тоа е затоа што презаситени се сите млади од овие електронски медиуми, значи ти имат по секое време, сакаш песна, така, одмah си ја имаш тука. Ама ете низ Чудо. Бугарија, велите дека знаат да Бугарија застанат. многу сакаат да. Видиш, Бугарија се сега во тој дел како ние што сме биле пред многу години. И таму оди, значи, турбо фолкот, да не правиме муабет, можда и пред нас многу се. Не може да не е сигурно. Меѓутоа, во тој дел кај што сум јас присутен, значи тоа е Пиринскиот крај, само македонска музика се. Еве, јас сега бев на 2-3 свадби таму, настапи такви. Тоа е чудо колку ја сакаат нашата музика. Јас бев неверојатно. пред 3-4 месеци во Бугарија и навистина седнав во 3-4 ресторани, се слушаше само македонска музика, Исклучиво. македонска народна музика. И баш ми беше драго што моите другарки рекоа зашто тука се слуша, викам затоа што не се слуша најверојатно кај нас. Тоа, да. Ете затоа колку вие сте таму популарен?
и можам да кажам премногу се популарен гледа естрана звезда. Се гледа по настапите, значи се и на 6 мај имам концерт во Гоце Делчев, исто во Бугарија, имам значи сат и пол цел концерт, цело вечера. Присутноста си го кажува својата, значи за месец дена сум 3 пати таму и сега 4ти пат одам. Тоа е показателот. Дали ќе се случите со мене и еве сите до сега што ги имам прашано од моите гости, кога ќе излезате негде надвор, сте повеќе почитувани отколку што Тоа сте почитувани сигурно, во Македонија. Простете ми, јас уште еднаш ќе кажам, вие сте жива легенда и не знам кој не ве почитува, не познавам Во таков човек, Македонија не меѓутоа можеш да дали видиш. надвор повеќе се гледа дека има почит. И зошто е тоа така според вас? Кој ќе знае, бе, за Македонија, например, треба интересен е показателот да кој направил нешто во странство, кој ќе дојде овде, е звезда. Ако си тука, значи цело време, повеќе те обожаваат во странство, него тука. Тоа е некој феномен. Еве ќе направам, значи да беше Милчо Манчевски во Македонија, рецимо. Мислиш дека ќе беше толку познат? Не. Не. Значи, тоа е тоа. Самата присут Тоше, што направи прво? Излезе надвор, го обожава Србија, Хрватска, Па потоа ние. Босна, Словенија, па после се досетивме дека чекај бе, квалитетно е дете. Тоа е голем проблем кај нас. Меѓутоа, тоа е тоа. Овде не можеш да видиш звезда заради тоа што веројатно те гледаат секаде. Убој Дуле Мичич напиша во една, вика те гледаат на Зелено пазарче, те гледаат таму, па така е така, тоа си е нормално. Ќе излезеш во некоја кафеана, Скопје, навака, натака, пак ќе те видат, значи поприсутен си, а овде малечка, не сме Америка, сега ќе одам од Калифорнија, ќе одам само на Бахамите, е затворен простор, нема никој да ме види, си имаш. Значи, кој ти набавува, кој е ова, кој е она кувари. Че нема те видат никаде сем, ако не сакаш да бидеш виден. И на настапите. Така е. Бидејќи често сте патувале во овие 30 години кариера, каде најмногу се почитува македонската народна песна? Тоа не можам да го кажам со сигурност, бидејќи секаде истата реакција. Мислам дека најповеќе гостувања организираат во Австралија. Еве гледам сега турнеи, само се најавуваат многу колеги таму, колешки. Се ефектот кој е таму и како се полна салите, не знам, не сум бил 4-5 години и за овие цени сега што да мислам помлади, не би отишол. Толку голем пат да поминиш за тие ситни работи. Меѓутоа, Австралија пак ќе одделам како музика, како македонската музика што ја сакаат најповеќе. Што најчесто правите кога одите на турнеи? Нели, освен пеењето, што ви исполнува таму? Дали да прочитате, да го видите градот, дали да Ја си веќе купите нешто, нели за Анастасија, за Сања многу и пати за... сум бил таму. Сега веќе во Македонија не све. Порано да. Порано веќе немаше толку голем избор по нашите продавници, поготоа за деца, па за женски да не правиме модер. Па ќе им донесе фустанчиња, вакви, такви. Беше Јас имам интересно, чуено купи. дека целиот хонорар го имате дадено на опрема за нуркање. Дали е тоа вистина? Не само И каде било за тоа? нуркање, и прво за децата ти ви кажувам ќе наполнев по еден цел куфер и после земав нешто за мене, па за другите и така. И тогаш вистина се вратив со $300, ама потрошив многу пари за таа опрема за нуркање, купував и подводни апарати, 300 чуда. Дали сте биле на нуркање? Дали сте искусиле такво нешто? Како не? Па, зашто сум купувал иначе. Па добро, веројатно така. Да имате, зошто да Ние не? нуркачите сме малку чукнати по таа работа, значи не Каде гледаме Каде сте нуркале? секаде. Кај што сум бил. И каде има? Во Охридско езеро? Охридско езеро најповеќе, нормално, тука би.
Има да кажам дека било навистина прекрасно. Да би многу е прозирно, многу е убаво. Да. Меѓутоа, во море си е во море. Имаш повеќе жив Каде е свет. најинтересно? Кај има корални гребери. Тоа е, Австралија е многу интересна, само е многу опасна. Има многу шаркои или ајкули. И Бахами е интересно, многу. Флорида е многу интересна исто. Цела Флорида, поготово тие острови што се Кимараја, Ки-Вест на јужната точка на Америка. Све е интересно. Дали може би сте ловеле октоподи со харпун? Дали сте имале вие такво нешто? Како не? Имате ловено такво нешто? Колку пати. И риби, и октоподи, што не сум. Одлично. Јас сега ќе ви кажам да одите на стена, јас малце да мечтам за нуркање, дали може? Да, и за лигни на скара, така. Ми се пријада. Каламари. Ми се пријада. А притоком пред да пиете ќе смените облека повторно? Обавезно. Само сако. Само за зуица ова. Повилада. Prvi zumbuli, a ja skeflija skinav zumbuda, sakam kosi da ti ukrasa. Otvori mi mila penđeri, da se naslada, da me prečeka tvoj tana smetka, a ja spesna ke ti zapeja. Samo za tebe, za oči te, mojte zvezdi, ej ponokite. Otvori mi mila penđeri,
mirno duri spijat, tvoj te usni dani pijat, otvori mi mila penđeri. Duri kućinja melat, zvezdi patot mi godkat, otvori mi mila penđeri. Otvori mi mila penđeri. Što me razbudi, stara majko, pusto srce mi umorno. Od jadovi sade svina, včera majko ja posvršija. Jadovi zade spina, včera majko ja posvršija. Dve muziki svira čalvi, jedna vesela, druga ta dobra, prva za ne svatovi, ruka za mene, žal za desvina. Stara majko leve minuva i pred portiza stanuva. Si te veseli, da sozi dve, proška bara majko od mene. Veseli, ta sozi dve, proška bara majko od mene. Dve muziki svira čalvi, jedna vesela, druga ta dobra, prva za ne svatovi, ruka za mene, žal za desvina. I da svirite i da pete, žal za desvina, neke pomine. Едно од најголемите дела каде што сте учествувале, тоа е проектот Македонската чалке, каде што настапувате дури со 43 песни, ако не се лажам, и распродадени се колку албуми, колку што знам? Многу. Не знам, немам баш. Многу. Дали постои песна ваша која што не е хит? Па нормално се има некои што не се многу слушани, бидејќи толку се имам преку 300 и нешто, значи снимки. Не може да сите да одат нормално.
во исто време или кој знае колку кој имал можности да ги слушне сите. Дури ја на некој така, не се не сеќам си ги отпеал многу се уметнички или така, тешки се за пеење, не се за широк аудиториум. И така паѓаат малку во заборав, меѓутоа може после да се преправат тие. Да ги Како направиш што знаеме сега што е модерно, Да. многу по стари песни, сега да заживеат сега и се да бидат враќаат. хитови. Да. Благодаречи, значи тој проект се направи на 6 CD-а, 120 песни. Благодаречи на големиот подржувач и покровител воопшто на македонската музика, дали е поп, рок или еве сега и Чалгија. Тоа беше голем проект. Тоа е комерцијална банка. Од нив беше идејата да се направи такво нешто, да остане печат за македонската чалгиска музика. Тоа беше голем проект. Јас го поздравив со голем, не само тоа што имав јас најголемиот број на песни, меѓутоа јас го направив изборот на сите песни, изборот на музичарите. Студиото беше одбрано само од други луѓе, меѓутоа поголемиот дел Беше ваша направив отпуска. јас, да. Со песнарките во рацете ги одбрав сите чалгиски песни што заслужуваат да се најдат во тој проект. И дури го направив изборот да биде Виолета, Сузана, Виданка Георгиева, Круме Спасовски, значи тие гласови што можат да отпеат таква песна. Че немаше пристрасност тука, имаше само квалитет. Немаше врски. Не, а никој пат тоа не сум го правил, нема да го правам. Многу ми ќе кажат, имате кариера за почит, и јас тоа го кажувам, но многу ми знаат да кажат и дека сте прекрасен родител. Па се трудам колку што можам. Имате 4 дечиња, тука се Анастасија, Така е. Сања, Македонка и најмалиот. и Стефан. Стефан. Дали сте строг родител? Кажате дека сте имале вие строги родители. Колку Па, вие сте сега строг? Не сум толку строг, баш, колку што беа моите родители. Меѓутоа, дисциплина мора да постои нормално. Тоа е секој пат така. И се потрудив, значи, да им створам на децата тоа јас што сум го немал. Значи, добро школување. Сања имаше желба, значи, да учи физиотерапеутика. Тука во Скопје го заврши факултетот, Анастасија во Бугарија. Да. Си заврши музичка академија. Македонка ќе оди веројатно по нашите стапки и таа сега ќе оди средно музичко. Стефан пее од машки. Стефан пее опасно. Нешто е машко, а и Македонка одлично пее, сега слушам повеќе пати така. И таа како мене во купатило најповеќе се пее. Потуш. Тогаш има можност да си наслушам што пее и како пее. Сега нејзини звезди знаете кои се, Бионсе, ова, тоа пее. Стефан пее, веќе пееше и на ова речиво на Супер звездички. Имаше една песна за Снешко. Има, мислам дека на интернет видов, кружеше баш видео со Стефан како пее. Да. Супер. Наследникот на тато. Па викам, дај Боже на дедо му Стево да пее, пошто го носи тоа име. Неговото ќе биде интересно. Значи, може би тој ќе биде наследникот ваш. Па сите се наследници, сите пеат добро. Истото ми го одговори и Зуица Меѓутоа, во... само да не зависат од музика, тоа им го пожелувам во секое време. Премногу сте разочаран. Не, сите мислат дека е многу лесна. Дури еден имаше некој на Facebook статусот нешто напишан, вие може да си купите приватни авиони, не знам што, викам браво. Тоа сакам да чујам, дај Боже да е така. Меѓутоа, свесни сме сите за заработката, иако многу глумат дека заработуваат многу, не е така. За еден, може би,
нормален така живот. Ама не би го ставил во висока класа. Во Македонија може и толку да се заработи. И во диаспората се ради. Меѓутоа, кажувате дека не се живее од тоа. Тешко го. Меѓутоа, вашите семејни веселби одекнуваат од вашите гласови и тоа па не може да се купи со пари. А во повеќе прилики сме, па не ни се ни отвара уста, ти кажам право, вие ќе си напееме на други страни и дома сакаме да си направиме муабет со пријателите кои ќе дојдат. Пееме како не ќе пуштиме, си пуштаме песни, вакви, такви, ова, она. Меѓутоа да ме фати некоја посебна желба така и дома да пеам, многу ретко. Многу ретко се случува. Јас имам чуено од ваши колеги дека Свети Стефан чекате, така? Да, и Свети Стефан, Свети Наум, 2 пати годишно. Утринските часови, песна и песна. Поготово порано, да. Во Струга го правам Свети Наум 2 пати, значи зимскиот и летниот. Тоа ние се собираме, Свети Стефан исто, а пречиста, тоа е 4 декември, како куќна слава си ја правиме овде во Скопје. Вие имате 4 слави, имендани. Имендани се тоа. 3 се имендани и една домашна слава. Одлично. Тоа ни останат од прадедовци. Одлично. Колку и да ми кажувате дека сакате по дома да си правите муабети, меѓутоа пак се знаете да си подпевнате? Апсолутно се. Ќе заседнеме така со пивце, винце, ракијче. Нормално е тоа да те носи на кај музика. Имате ли вие омилена песна? Омилени песни имам многу. Многу омилени песни имам. Дури Ете еден ваш настап не можам да кажам ни која ми е најомилена. Еден ваш настап без која песна не поминува? Тоа жал за да спине нормално. Многу. Сите песни се... Веќе Оди звездо мора да... Оди звездо, да, меѓутоа ние се повеќе за поемотивни такви песни. Воопшто сите дома. И рецимо ја пееме Еј свирачу горд скитник. Таа е по балада песна убава. Па некои од моите добри пријатели многу ја сакаат Отвори ми мила пенџери. Таа исто многу нежна песна. Има многу песни што не можам да кажам ова е. Од толку многу песни не може една да се одвои. Бидејќи по полека ние ќе мораме да го привршуваме нашиот муабет. Пак ќе споменам госпоѓа Зуица која што седна на истото столче пред неколку емисии и ја прашав едно интимно прашање. Дали го сакате господин Наум како што сте го сакале порано? Не знам дали ја гледавте, не знам дали ја купивте после емисијата. Не гледав, не бев тука, но... Ја пратиме репризата. Да, репризата да гледам. Да, ќе гледате репризата, ќе купите сигурно штикли. Дали вие ја сакате госпоѓа Зуица исто како порано? Па штом сме заедно, секако. Тоа е взаемно, не може да биде само еднострано. И колку години веќе сме заедно, си покажува и времетраењето и се уште си трае и да се надеваме дека ќе потрае. Има љубов меѓу вас, мора да потрае, мора да трае за секогаш. Да, љубов голема. Љубов голема. Како за крај, што ќе се случува сега покрај концертот, албуми, последниот албум беше издаден за 25 години од кариера. Така. Кој го правеше тој албум? Заедно, значи, јас сум веќе бајги години би рекол, заедно со Авор продукција и со мојот пријател, соработник, другар и се Сашо Митков. Саше одличен организатор и заедно, значи, со договор се правиме. Со помош на нашите пријатели, спонзори, другари, пријатели наши, би го спомнал Монтенегро, како една од
до се носечките фирми на сите мои албуми. И оваа година се надевам дека ќе им отпееме една песна само за Монтенегро, а нивното место е Долно Еловце, значи да направиме една песна, планираме со Борче за Долно Еловце. Тоа е едно убаво живописно селце горе над Гостивар. Не го знам. Многу убаво место, тоа мора да се види. Има и убав ресторан, и црквичка се направија, значи тоа е многу убаво планинско место. Шубав испод би излегол таму. Еден видео запис. Па веќе имавме, она се што е со синтезис тие два спота. О, таму е? О, не сум знаела. Да, Одлично. многу убаво место. Одлично. Ќе ви поздравам Лашко пиво, исто било од секој пат заедно со мене и сите идни соработници, да, кои сакаат да бидат дел од мојата 30 годишница, ќе ми биде мило и за нивно добро нормално да се изрекламираат и за нас да се исполни. Значи, никој пат не сме барале ништо посебно од концертите, него да се представиме и за нив да биде величината многу битна, да се изрекламираат на нашето ново CD и нова и 30 годишница на ново. Јас се надевам дека и ние ќе бидеме таму поканети Се разбира. во први борбени редови. Апсолутно. Тогаш се гледаме ние на концертот и закажуваме средба уште една после концертот. Трет дел. И Апсолутно. четврт дел да има. Дај Боже да продолжиме со активности. Така е. Благодарам уште еднаш што бевте дел повтор пат во Фолк Естрада. Што ви Повторно благодарам ви велам, вас го на очекувам уште многу емисии да бидете дел од Фолк Естрада, бидејќи ми годи муабетот со вас. И пак ќе кажам, живата легенда треба повторно да седне на ова столче. Здравие, само да сме здрави, живи. Драги мои, сега останете на тројка. Вашиот наум ќе отпее уште неколку песни. А вие гледајте репризата во среда во 20 часот и 30 минути. Бидете секогаш расположени и се гледаме наредна сабота во 15 часот и 30 минути на овој канал. Довидување. Оди звездо, оди звездо, сенко моја, оди негде згасни, скри се негде звездо моја, оди таму заспи. Оди звездо, сенко моја, оди негде згасни, скри се негде звездо моја, оди таму заспи. Темне таму, темне таму, звездо моја, срце во ме стега. Земни зимо, ладна зимо, нема кај да бегам. Темне таму, звездо моја, srce vo me stega, zemni zimo, ladana zimo, nema kaj da begam.
Blaze tebe Blaze tebe zvezdo moja, ti si imaš nebo. Blaze tebe zimo ladna, sigo imaš snegod. A pak mene zvezdo moja, što ke mi je život. I to što go ima pod zvezdom, i go dadov si od. Blaze tebe zvezdo. Kako grom srce pravo da mi udri Bog, sega neka presudi. Strah da sam samo moj te misli mi truje, strah od ke me ubije. Stojam ko pred ikona i te molam moja, ne nikoja. Prosam ja za ljubovi, dušano sam, nemoj ti, ne vraćaj me. Stojam ko pred ikona i te molam moja, ne nikoja. Ti se ko nam prosam ja za ljubovi, dušano sam, nemoj, ne ostavaj me. Ko je toj što napravda valkalice grev, pravi Bogorodice. Jas grešen su i patam samo, deka sakam, ljubov taka ne se ostava. Stojam ko pred ikona i te molam moja, ne nikoja. Prosam ja za ljubovi, dušano sam, nemoj ti, ne vraćaj me. Stojam ko pred ikona i te molam moja, ne nikoja. Ti se ko nam prosam ja za ljubovi, dušano sam, nemoj, ne ostavaj me. Pred ikona i te molam moja, ne
sunčano sam